Лайф кавер заедно со Илија Кикиритков на Угада FM. Добро вечер, почитувани слушатели на Угада FM. Среда 20 часот, стандарден термин за почеток на музичката емисија Лайф кавер. Денес во Лайф кавер ќе обработуваме македонски забавни поп хитови. Тоа се всушност мелодии кои масовно почнаа да се создаваат на крајот од 90-тите години и кои се уште се популарни. Испеани се од едни од најпопуларните македонски музичари. Вечерашни гости во Лайф кавер се едни млади момци, музичари од Штип, за кои допрва треба да се слушне, а токму ова емисија има за цел да ги популаризира и се разбира промовира во јавност. Бендот се вика Stand By, а вечерва со мене се Александар Тодоров, фронтмен на бендот Stand By, значи вокалист и гитарист исто така, потоа Драган Крстев, гитарист, и Драгиша Стојанов, кој свири на ударачки инструменти во овој бенд. Добро вечер до сите. Добро вечер. Така, најпрво прашање за сите, значи ова прашање го поставувам за сите мои гости. Како ја засакавте музиката? Еве прво за Александар. Значи јас како засав музиката, мојот татко е музичар и така преку него уште од мали нозе ја морав да ја засекам. Едноставно во твојата фамилија има музика. Имаше музика во секој ден и големо влијание имаше твојот татко кој е музичар, да. познат штипски музичар исто така. Да. Драган, претпоставувам и ти. Па да, можем да кажем дека е главен виновник за тоа што денес јас сакам музиката и свирам, за чисто така мојот татко. Уште од мали нозе постојано вежбање, на секоја прослава исто така роденденска забава. Не само ти, туку и твојот брат свири гитара. И мојот брат да исто така свири и така уште од мали нозе. Драгиша ти? Значи кај мене дома Нема музичари. Музичари многу. Јас сум претежно љубител на театарот и на глумата, али со моите другари и покрај другарите заедно ја засага музиката покрај нив. Одлично. Значи, за почеток ќе слушнеме една песна од популарното штипско дуо Дули Коки, кое за жал не постои повеќе. Знаеме дека пред известно време почина популарниот Душан Љубосављевиќ, но сепак нивните песни остануваат и понатаму да се слушаат и да се свират. Еве вечерва една нивна песна која носи наслов Колку треба да се плати во изведба на Stand By. Ајде да слушнеме. Можем целата да ја собере во една песна. Да можем судбината да се предскажем со една звезда. Да имам љубов вечна, која не знае да прави болка. Да знам бисерите
možem зборот Богу да се закопа на некој остров. Да можем судбината да се предскажем со една звезда. Колку треба да се плати за да видим денес вчера каде имам Божи врати да те скријам од невера. Колку треба да се плати, дали крајот има цена, што ќе бидем, кој ќе свати ако утрем те споменам. Колку треба да се плати за да видим денес вчера каде имам Божи врати да те скријам од невера. Колку треба да се плати, дали крајот има цена, што ќе бидем, кој ќе свати ако утрем те споменам. Лайв кавар заедно со Илија Кекиритков. Повторно сме во студиото на Угада FM, вечер во Собене, млад бенд, млад штипски бенд, Стендбај, членови Александар, Драган и Драгиша. Колку време постои Стендбај? Па, вака, порано, значи, пред 2 години, значи, јас и Драгиша го оформивме вај бенд, но тогаш Драгиша беше гитар, но имавме само 2-3 свирки во Дом на млади и толку повеќе не беме активни. Но потоа и со Драган се знаевме многу, одамна не знаев јас дека толку добро свири гитара, па се запознавме на подобро, почнавме да се дружиме и се тоа така си... Ова тројка колку време заедно функционира? Ова тројка заедно 2 месеца. 2 месеца. Да. Значи активно. Свеж, нов, млад бенд на штипската музичка сцена. Полека полека влеваме во тие води. Токму така. Значи, вечерва обработуваме македонски забавни поп хитови. Следната тема која што ќе обработиме е популарната мелодија на Калиопи, која се вика Дали ме сакаш. Значи, вечерва во изведба на Стендбај. Секаде на светот и сум видела баш се, но искалаш го како тебе нема никаде. Да има само една звезда, небо ти ми сторил пет, се што возможно ти правиш право чудо е ода. Дали ме сакаш или ме посакуваш, за тоа ти лажеш, сам си веруваш. Дали ме сакаш или ме посакуваш, и не е толку важно, ти ми се допаѓаш. Некој ти си бова мала, но за мене праси звен. Јас се смејам дур те слушам, дуго превртуваш цел свет. А можда не сум право злато, но имам голем шарм и сил. Ај не би било интересно кога искрен ти би бил олда. Дали ме сакаш или ме посакуваш, и не е толку важно, ти ми се допаѓаш. Дали ме сакаш или ме посакуваш,
se dopaѓаш. Дали ме сакаш или ме посакуваш, се долека ти лажеш, сам си веруваш. Лайв кавар заедно со Илија Кикиритков. Повторно сме во студиото на Угода FM. Ја слушате емисијата Live Cover. Вечерва обработуваме македонски забавни поп хитови, а вечерва со мене мои гости се момците од бендот Stand By, бенд кој малку време постои. Значи ова тројка е заедно 2 месеци, но сега за сега одлично им оди. И едно прашање до нив: дали имате во план во иднина да правите авторска музика? Па се надеваме. Значи уште е рано. Да, уште е рано. Но Има некоја идеја. да. Секој музичар треба да се стреми кон авторска музика и да остави некоја трага во музиката за во иднина. Токму така, значи вечерва третата песна која што ќе ја обработите вие, една популарна песна, доста популарна, мислам дека е создадена пред повеќе од 10 години. Песната се вика По навика, доста популарна песна од Бени и Нон-стоп, и ќе слушнеме вечерва во избедба на Stand By. Ајде. Se lažam, okrutve ne pušam. On navika, izleguvam, so mokra kosa. Po navika, zaboravam da ja isušam. On navika, trgnuvam so skora. Vozam po navika, ne deka taka moram. Iz ulica, kada nemam što ja zavaram, na koja živeš ti po navika. Po nekoga sum bil igru, eve ne velam bim, nikoj ne svetec celo vreme. Po nekoga ško nekoj drug, da zbori vo mene, kogo ja sa niko ti nego zajedno. Teško što sam sam, teško mi je što sam bez tebe. Ne znam kako da go nateram, drugi od mene, jer znaš da se kogaš da zamine. Hej, po nekoga sam bil igru, tebe ne velam nikoj ne svetec celo vreme. Po nekoga ško nekoj drug, da zborimo mene, kogo ja sad niko ti nego znaje me. Kogo ja sad niko ti nego znaje me.
Live Cover заедно со Илија Кикиритков. Вечерва мои гости во Live Cover се Александар, Драган и Драгиша, популарно наречени Stand By, бенд кој постои само 2 месеци. Значи, оваа тројка постои 2 месеци, но одлично свират, можем да ги пофалам. Каде може да ве слушнеме? Па, наредната среда сме во Алиби кафе, тоа е позади трговскиот. Значи, засега во Штип. Да, засега сме во Штип. Па, за натака ќе почнеме да шириме корени во другите градови. Инаку, каква музика слушате приватно? Еве, Александар, ти прво. Приватно јас, па највеќе сум по забавниот дел, па и рок. Бидејќи свирам и електрична гитара и повише сум по рок. Значи, рок музика. Драган, ти? Исто така и јас сум повеќе по забавната музика, но... Еве, некој слушам специфичен жанр од забавната музика. Па не знам што да издвоим. Па се. Популарна забавна музика, може да кажеме. Да. Се што е популарно, се што е квалитетно го слушаш. Да. Ти, Драгиша? Ја слушам рок музиката и се наоѓа некој добар блуз. И добар блуз. Еве, за промена, Драгиша слуша и блуз. Токму така. Значи, продолжуваме ние. Следна тема која ќе обработите е популарната песна Кога патувам од Владко Илиевски. Ајде да ја слушнеме. Патувам давонко во себе, мислиш бегам ја од тебе и од мене. Не грижи се, земај при срце, се што правам јас е за нас, искрено за тебе и за мене, за тебе и за мене. Кога патувам длабоко во себе, мислиш бегам јас од тебе и од мене. Не грижи се, не земај при срце,
пътувам длабоко во себе. Лайв кавер заедно со Илија Кекиритков. Ја слушате емисијата Live Cover. Вечерва мои гости се момците од бендот Stand By. Млади дечки, колку години сте? Александар, ти? Јас 16. Драган? 15 и Драгиш? 16 години, Драгиша. Значи, учите во средно училиште. Каде учите? Да, јас сум во седмото музичко Сергеј Михајлов, втора година, класична гитара, инструменталец. На колку инструменти свириш? Прво музичкото запознав нижата ја свирев 5 години клавир, а последното се префалив на гитара. Некаде желба ми излезе бидејќи клавирот татко ми, а потоа се префалив на гитара и така. Сепак твоја љубов е гитара. Да, гитарата. Се одлучи за гитарата. Драган, ти? Јас учам во гимназија Славчо Теменски и сум втора година. Инструменти, јас во прво деление започнав нижо музичко на виолина, 2 години, но потоа некако почна гитарата повеќе да ме привлекува, така. Сепак има некој магнет гитарата. Да. Привлечна е за сите кои што се занимаваат со музика. Драгиша, ти? Јас сум втора година во средно Музичко Сергеј Михајлов. Инструменти? Инструменти свирам на перкашен, на клавир, на гитара во музичкото и секој кој што учи средно музичко училиште свири на повеќе инструменти. Така е случајот и со вас. Ајде ние продолжуваме понатаму со Live Cover. Обработуваме македонска забавна музика. Следната песна е доста популарна, можеби можно слободно да кажам, во последните неколку години се свири на сите можни радиостаници, на сите свирки, сите оние кавер бендови ја изведуваат. Тоа е песната од Дарко Гелев Брейк, која се вика Во бестрага. Текстот е на Игор Джамбазов, а еве сега вечерва ја слушаме во изведба на Stand By. Сите прикази исти се тажи ко ова. Само ти си ми во мислите кога е празна душава. Сите филмови исти се, дивки и опасни. Тие очи не се за тебе, само кој да им објасни. Еј, само помисли на тоа што се можевме. Може би едот сам, а може не. Дали крајот вака мириса, ние двајцата сме за во бестрага. Сите погледи исти се, тешки и опасни. А сите стихови во песните веќе се негде
покажани и скоро сите краеви и си се тивки разплакани велат секој крај е почеток, но не сакам а фрази досадни. Еј, само помисли на тоа што се можеме, може би едот сам, а може не. Дали крај овака мириса, ние двајцата слезам, во безстага те молам, помисли на тоа што се можевме, а може би едот сам, а може не. Дали крај овака мириса, ние двајцата слезам, во безстрага, ние двајцата слезам, во безстрага. Лайв кавар заедно со Илија Кикиритков. Последната тема за вечерва, која што момците од Стендбај ќе отсвират, се вика 1000 причини за крај. Популарна тема од исто така популарниот македонски бенд Нокаут. Ние исто така имаме 1000 причини за крај на оваа емисија, на ова издание на Лайв кавер. Едно од тие причини е бидејќи дојде 21 часот и е време да ја привршиме оваа емисија. Ајде за крај да ја слушнеме песната 1000 причини за крај. Дека можеш сама ти да остане и да причини за крај. Сега имаш ти, ниједна не сакам да знам. 1000 причини за крај. Сега нудиш ти, ниједна не сакам да знам. Се што верува,
Сега сакаш мене да ми покажеш и докажеш дека можеш сама ти да останеш. Илјада причини за крај, сега имаш ти, ниједна не сакам да знам. Илјада причини за крај, сега нудиш ти, ниједна не сакам да знам. Тоа беше последната песна во ова издание на Live Cover. Мој вечерасни гости беа момците од бендот Stand By. Слушајте го репризното издание на Live Cover во сабота од терминот од 20 до 21 часот.